Република Молдавија минува низ еден од најтешките економски моменти во својата кратка историја како независна држава. Незиниот украински сосед е под руски воен напад, но Молдавија е под економски напад. Москва ја казни прозападната влада во земјата со драстично зголемување на тарифите за енергија. Резултатот – стапка на инфлација која надминува 30% и земја на работна пропаст. Молдавските власти го обвинуваат Кремљ дека се меша во политиката на оваа држава, таргетирајќи ја незината економија. Во последните 20 години избројав околу 6 ембарга што Русија ги воведе на различни производи како вино, овоше, зеленчук и така натаму. И ова цело време се случуваше кога молдависката влада ќе донесеше одлука за која се смета дека е во национален интерес. Потоа она што тие го прават е да ги казнуваат луѓето во економијата. Во лозјата на Молдавија ова го нарекуваат руска уцена. По долгогодишни ембарга и притисоци, оваа компанија реши да престане да продава вино во Русија. Москва беше нивниот главен клиент. Сега на русите не им продаваат ниту едно шише. Русија низ годините се докажа како не толку сигурен трговски партнер затоа што, например, за винската индустрија првото влијание се случи во 2006 година кога Русија воведе ембарго за молдавските вина. Измами ме еднаш, срам да ви. Излажете ме два пати, срам да ми. Но една година по почетокот на целосната војна во Украина, работниците во Молдавија го претрпеа најтешкиот економски удар, не можејќи да ги поднесат зголемените трошоци за грејење и енергија. Во земјоделскиот и хронично сиромашниот автономен јужен регион Гагаузија, ситуацијата доведе поголемиот дел од населението да бара субвенции за плаќање на сметките за електрична енергија. Надлежните велат дека ситуацијата е неодржлива. Продукти питања подржали уште больше. Прехранбените производи стана уште поскапи, затоа кога едно семејство троши речиси половина од својот приход на грејење и речиси исто така на храна, тогаш треба да се постави прашање за тоа како таквите семејства можат физички да преживеат. Официјално 4/5 од населението се наоѓа под прагот на сиромаштијата. Експертите велат дека земјата треба да ги зголеми своите извори на енергија и да се ослободи од политичката манипулација на Москва. Молдавија е една од помалите земји во Европа. Тешко е да се најде друга таква земја во која ги увезуваме сите енергетски ресурси. Ние 100% зависиме од рускиот газ. Една година од почетокот на рускиот целосен напад врз Украина, Молдавија претрпе сериозна колатерална штета од војната. Артилериските битки можеби се далеку, но во хибридната војна на Русија против незините соседи во Европа, Молдавија е на линијата на фронтот.